Благодарам. Potpuno ja razbiram jednite i drugite, a posebno posle ova danas što se slučilo kada što ne je od Советот на јавни обвинители избран специјалниот јавен обвинител, и тука може да кажуваме се и се што, сигурно дека она што пред малку министерот Ставрески го кажа, дека не бил радосен што сме се вратиле повторно во парламентот, изгледа повторно овој буџет ќе си го донесе сам и повторно сам ќе го троши. Меѓутоа, потполно го разбирам и неговото бранење на се това што денес ни се случува овде, пред пратениците, каде што брани нешто што и он самиот е свесен дека не е издржливо. Сигурен сум во себе дека он ја спроведува и мора да ја спроведува програмата на ДПМН, и зато овој буџет не само што е зголемен, ово е должен да го надградува, да го проширува, и нормално е дека секоја година ќе има разлики во неостварувањето, ќе има разлики во она што значи извршување на буџет и донесен буџет, и сето тоа ќе поминува онака како што сака владеачкото мнозинство. Затоа, почитувани граѓани, треба да сме свесни дека на човекот, на кого што оваа држава и народот му ја довериле државната каса, да раководи со неа и равномерно да троши и да бидат сите задоволни, да сите граѓани осетат добровит од она што го плаќаат преку својот джеб како даноци. Ние имаме еден човек, министер, кој заедно со фамилијата таа државна каса ја трошат, ја разграбуваат, за да го направат собствениот народ со нивните пари, со наши пари, клиентелистички зависен и понижен. Токму ова е правено со досегашните буџети, и затоа можеби на министерот подобро му беше да не сме ние овде, како што од 2012 ги носи сите буџети, така и овој буџет да го донесеше. И сега не треба да не чуди ништо. Во оваа држава ништо не треба да не чуди, зашто ништо не е чудно. Сиве овие години наназад сето ова го укажуваме, и секогаш укажуваме на трошењето на парите на граѓаните, укажуваме на државата каде и што треба да се троши, и затоа парите на граѓаните, наместо да се трошат во нешто во што сите ние денес и сите идни генерации ќе имаат некои додатни приходи, нешто што во кое што ќе вложиме ќе ни враќа со приходи, па да овде не лицитираме со тоа колку ни биле остварени приходите, колку требало да ги оствариме или колку тоа не сме ги оствариле приходите. Толку има Македонија и толку имаат граѓаните на Република Македонија да плаќаат, нема повеќе. Без разлика што го надградувате, го дополнувате и се што му правите на овој буџет. А инаку по страните и по раздели е истиот како и од претходните години. Тука нема ништо од тоа што е како книга дадено. И тоа цифрите, бројките, намените и она што ние како пратеници од опозицијата не го добиваме, тоа се под програмите каде што стварно се трошат парите, од Сокаче до улица и до ред други трошења кои се вршат од буџетот. Затоа, почитувани пратеници, имаме секоја година намалување на животниот стандард. Имаме на една страна еден огромен слој на луѓе кои што животниот стандард им е се понизок. Имаме една мала група на луѓе, така наречени фамилии, така и се групираат, кои што располагаат со огромни пари, и за нив нормално и буџетот, и трошењето, и се тоа што ни се случува во Република Македонија е добро и може и понатаму да продолжи така како што е. Она што македонската јавност и европската јавност го дозна
е тоа дека излезе на виделина дека имаме работа со коруптивна власт, дека имаме корумпирана влада и сето тоа, па зборуваме за парите од буџетот. Парите од буџетот корумпирано се трошат и затоа ги крадат парите на граѓаните, ја крадат иднината на државата, се ветува се и се што. Впрочем, видовме овој буџет е да се исполнат желбите на оној кој што шеташе низ Република Македонија, па кога го видов во регионот на 6-та изборна единица, кога на Лјатив Пајковски преку телефон му врши работи, требаше да ги запраша луѓето на Жировница дали овој човек е наш ВМРО-ец или овој човек ги промени сите партии кои што постојат во Република Македонија. Арнуваме и на таквите луѓе во овие моменти им ветуваше се и се што и преку телефон ги извршуваше наредбите и наредуваше одредени работи да се завршат. Се би било добро ако кенлерот не ја донесе сметката и некој треба таа сметка нормално да ја плати. Секогаш во изминативе буџети прашувавме, а не добивавме одговори. Зошто Република Македонија нема инвестирано во ниту еден стратешки објект? Дали се тоа енергетски капацитети? Дали се работи кои што ќе се препознае Македонија? Дали се тоа работи од електроенергетските капацитети да не зависиме редовно од увозна струја, да не зависиме од увоз на одредени работи и материјали и производи кои што во изобилие би ги имале кога би се помогнало овде во државата, и секогаш да се фалиме дека нешто сме направиле и сме донеле странски инвестиции. Па вие многу добро знаете дека сега кажа колегата Коджовашиев 2 милиарди инвестиции имало во последните неколку години. Знаете 2011 колку рече Груевски дека ќе има до 2015? 8 милиарди евра странски инвестиции. Ама едно да се разберем, кој е тој што инвестира ако нема приходи во една држава каде што семејството е раскарано, каде што меѓу себе нема политички диалог, каде што во една држава главниот човек кој што ја води владата е фатен на дело, а ваму ни кажува кога шета по Македонија избери дела, а тој е фатен по многу дела и треба да одговара за тие дела. Не викаме дека ВМРО да ПМН треба да одговара, и тоа треба да одговараат лицата кои што имаат име и презиме. Затоа овој политички клиентелизам успеаја да го воведат во целокупниот македонски живот и во сите пори на животот. Она што овој буџет го прави, сигурно дека да сме на местото на министерот, поголем дел од работите ќе ги направиме онака како што би сакале граѓаните. Меѓутоа овде се прави една селективност. Таа селективност е многу видлива и граѓаните кои што не мислат како владата, размислуваат многу поинаку, ги гледаат неправдите и таа селективност може да се покаже и на дело. Впрочем, само за оваа селективност да напоменам, бидејќи колегата зборуваше претходно од општина Центар, кога имаме работи кои што оваа влада ги дава како помош на општините и ги дистрибуира средствата од буџетот кон локалните самоуправи. Само за еден пример кон ова ќе ви дадам дека во општина Центар само од 2010 до 2013 овој истиот министер кој што сега овде го брани овој буџет има доделено 75 милиони евра буџетски дотации, помош кон општина Центар. 2014 година, бидејќи извршувањето на буџетот е овде,
2014 година имаат определено 9 милиони денари. Знаете колку е извршено и колку се префрлени 2014 во општина Центар? 6,8 милиони денари. За разлика од Центар, во општина Аеродром секоја година имаат преку 20 милиони денари, за да 2014 која ја земаме имаат 22,8 милиони денари определено средства за поддршка на таа локална самоуправа. 36 милиони денари имаат за општина Карпош. И таа е нивна коалиционен партнер. Еден, ама е со нив. Селективноста, почитувани, постои не само кај трошењето на парите. Селективноста завлезе секаде. Во сите пори и тука навлегува, за да и казнувањето, и репресиите, и тие се селективни. И затварањата, и тие се селективни. Многу фирми кои што денес треба да работат и да допринесат да се развива оваа држава, селективно или се затворени, или се под притисок придобиени да бидат кон власта. И затоа ни се случуваат вакви работи, какви што денес ни се случуваат, да не можеме меѓу себе да се договориме, за секогаш да бараме помош од други, да ни ги решаваат проблемите во нашата куќа. Како да му веруваме на чуварот на државната каса, под кој сиве овие години наназад? Тоа се релевантни податоци кои што сите вие добро ги знаете, ги знае и министерот. Од оваа држава, не можам да речам неповратно, може би некој ќе ги врати, дај Боже да ги вратат. Одлеани се скоро 5 милиарди евра пари на граѓаните на Република Македонија. За сето време од ова, додека се излевале парите и додека овој човек бил чувар на државната каса, под негова контрола биле директна контрола и Управата за јавни приходи, и финансиската полиција, и царинската управа. Овие три морале да знаат и мора и треба да знаат за тоа земаат пари, каде се и што се и за што се заминати парите. И сега ако плаќаме Управа за јавни приходи, спомне некој овде, 1333 луѓе земаат плата преку овој буџет. Царинска управа 1113. Да не зборуваме и за други во Министерството за финансии колку земаат. Имаме агенции за против перење на пари. А вчера видовте на дебатите на бизнисмените, каде што некој рече ги собираме парите од граѓаните, токму заради тоа што она што се вика сива економија го намаливме. Како е намалена сивата економија кога вчера видовме податоци дека они сметаат дека и преку 40% имаме и денес сива економија, посебно во градежништвото. Она што ова се податоци од вчерашната дебата на бизнисмените кои што држеа и каде што немало ниту еден представник од власт. И затоа, а секогаш кога ќе најдете и нешто да разговарате, дека нешто некогаш е приватизирано, дека нешто некогаш е направено, сигурно знае министерот дека бил повеќе уклучен тогаш, бидејќи бил во партијата на власт, дека вкупната проценета вредност на општествениот капитал на Република Македонија, кога почнавме со приватизации, проценет зборуваме, беше 5,5 милиарди марки. Не евра. Арно, ама од тој општествен капитал, едни даваја 30% попус, други 10%, ВМРО кога дојде и со 90% фирмите ги раздаваше. И сега кога наместо да ја примиме и да ја сватиме целата работа, дека и од едната и од другата страна се формирале олигарси,
кои што олигарси која власт да дојде повторно меѓу себе си се штитат, а народот меѓу себе мора и ќе се појаде токму по овие работи. И сега токму за буџетот се работи, затоа што овие 5 милиарди евра кои што се изнесени од државата, не ги изнесов ниту јас, ниту вие, ниту обичниот граѓанин, ниту земјоделецот. Ги изнесуваат токму тие луѓе кои што со промена на секоја власт, еден со друг, продолжуваат да се штитат. Кога сме кај инвестициите, технолошко-индустријски развојни зони, тука е министерот, еден одговор нека ми даде, не гледам од колегите албанци, бидејќи многу е лесно, колеги, да се раздава нешто што никогаш не си го стекнал, ниту си го донел како собственост и имот ни на дедо, ни на прадедо, а да го даваш на едно лице за да раководи со 100 хектари најплодна површина на влезот во Тетово. Тоа е технолошко-индустријската развојна зона. Да беа колегите од Дуиќи, им кажев и кој им е газдата, а не оној што го спомнаа од ДПА дека е тоа Ѓали Челопеко. Не е Ѓали Челопеко. Муса Џафери стои позади таа технолошко-индустријска развојна зона и затоа оваа влада воопшто нема инвестирано ниту еден денар, колеги. Еден денар нема инвестирано во тој регион, нема ниту еден денар инвестирано во технолошко-индустријската развојна зона и таа технолошко-индустријска развојна зона, каде што луѓето на времето правеле овошни плантажи, затварајќи мочуришта, сега да биде дадена на едно лице. И наводно, спомена министерот, тоа било таква сделка, јавно-приватно партнерство со норвешка фирма. Која бакрачи норвешка фирма, нека кажа дали 1 евро е слеано од Норвешка кон технолошко-индустријско развојната зона. Ова не ги мачи македонците само од западниот регион. Треба да ги мачи сите кои што живеат во тој регион, зашто ако владата постапеше рамномерно до сега, и ако рамномерно од овој буџет трошеше, нема да се буне албанците не ни дале 25%. Знаете вие дека има преку 30% македонци кои што живеат во Западна Македонија. Вие не ги сакате ни за нив да инвестирате, а тие повторно занесени од програмата надградена, преградена, проширувана, гласаат повторно за ВМРО-ДПМН. Сигурно ако на време се реагираше и ако оваа влада имаше слух, оние кои што сакаа да инвестираат, а тоа беа турците кои што дојдоа да инвестираат, експресно беа отфрлени. И сега, кај ќе запослува Груевски кога кажа во спортската сала во Тетово 2000 души ќе запослиме до ноември 2015 година. Кај ќе ги најде тие луѓе и каде ќе ги запосли кога Југохром половина работи во стечај, а може и сите ќе одат без работа. Кога еден Тетекс веќе нема ни 300 луѓе. Кога една медицинска пластика не работи. Кога еден жито полог го зедовте, пола работници ги избркавте, она што е селективност, земање на луѓе кои што се блиски до власта, на се и се што може да функционира и што профитабилно работи во државата. Затоа нема доволно приходи, затоа што најголемиот дел од тие што создавале приходи се во рацете на олигарси, меѓутоа сега од вашата страна. Сите овие пари кои што се тајна и зашто вчера исто се дебатираше на економскиот дел во стопанските комори, верувам дека треба да излезе министерот. На Ванкол сме му дале 1 милион евра. Еден. На Кромберт и Шуберт сме дале 2 милиони евра. Редно ли е барем пратениците да знаат кога ќе ги прашаат некаде колку им помагаат, ги зедов како пример, не е. Иначе 10 милиони евра ги имате дадено само на Ванкол. Сега, со овој буџет
Целта е една само. Да се задоволат желбите на сите оние каде што оди во посета најголемиот криминалец досега во Република Македонија, откриен во досегашното постоење на државата. И затоа не сакате ни специјален суд, и затоа не сакате да се разрешат огромен број на случаеви криминални кои се во државата. А иначе за бројки можеме сите овде да напишеме, да мафтаме со бројките и тие бројки никогаш да не ги реализираме, бидејќи знаеме како се префрлаат од една на друга страна, од еден раздел на друг раздел. Сето тоа го правите и затоа, почитувани колеги, почитувани граѓани, треба да знаеме дека оваа влада, овој буџет не го прави ниту за граѓаните, не го прави ниту за економски развој на државата, туку го прави за да ја заштити собствената кожа, да ги трошат парите и понатаму, онаму каде што нив ќе им биде ќеф, а не онаму каде што има потреба и каде што народот страда и каде што на народот му се потребни барем малку помош да му се даде. Бидејќи и она што се дава и како субвенции и како социјална помош, селективноста постои секаде. И затоа не можеме да се сложиме со ова што сте ни ги дале како бројки. Благодарам.